Основниот суд во Струмица донесе ослободителна пресуда за хеликоптерската несреќа кај Струмица, која се случи на 10 јули 2014 година и во која загинаа 4 пилоти на МВР. Судечкиот совет ги осуди обвинетите Јулијана Спировска, дотогашна директорка на јавно предпријатие Македонска радиодифузија, на условна казна од затвор од 2 години, доколку делото не го повтори во наредните 3 години. Драгослав Радевски, технички директор, доби 18 месеци условна казна, доколку делото не го повтори во наредните 2 години. А јавното предпријатие Национална радиодифузија казната со парична казна во износ од 1 милион денари. Според пресудата, тие се товарат за тешки дела против општата сигурност по член 292 во врска со член 288 став 2 и 1 и член 22 од Кривичниот законник. Казнетите се задолжени да ги платат судските трошоци и трошоците на оштетените. На пресудата жалба најавија обвинителството, кое ќе се жали на висината на изречената казна, а осудените на изречената казна, за која сметаа дека треба да е ослободителна. Во хеликоптерот, произведен 2008 година на 10 јули 2014 година, пилотите на МВР Драган Мицев, Маријан Трајковиќ, Тоде Орешков и Илјо Лопитачки биле на ноќен лет на релација Скопје, Велес, Неготино, Ландово, Струмица, Берово, Делчево и назад и била користена опрема за ноќно летање. Во моментот на урнувањето на хеликоптерот тип Ми-17 со регистарски ознаки МАР 7712 удрил во антенски столб на тогашната македонска радиодифузија, а 4 пилоти починали веднаш.